Црвенило, чешање, солзење, ова се првите симптоми кои укажуваат дека сонцето не им е пријател на очите. Ако ги игнорирате, последиците можат да бидат многу посериозни. Од вторичните симптоми, значи може да имаме и веќе посериозни заболувања во смисла на инфекции, ерозија на корнијата и други заболувања. Во исто време, значи сончевите зрацини ги оштетуваат и останатите делови од окото, внатрешните делови, како што е нашата лекја и нашата ретина. Од што очите најмногу страдаат? Најштетни за нашите очи се е плавата ладна светлина, околу 522 нанометар од сончевата спектар. Последиците се опасни, а заштитата е едноставна – очила. Или диоптрски стакла, столови индекс заштита и со антирефлекс или сончева наочера со истите перформанси. Колку граѓаните ги почитуваат советите на лекарите? Па да, секогаш гледам да бидат квалитетни стаклата. Наочерите за сонце треба да бидат со квалитетно стакло, да бидат од оригинална марка. Внимавате ли на стаклата кога купувате очила за сонце? Не многу. Носам и наочари сега, ме фатите без наочари, иначе и капа обавезно. Да. Внимавате ли на стаклата? Па не толку. По очите, сонцето најголем непријател е и на кожата. Последиците се од обично црвенило и благи изгореници до појава на меланом. Затоа, освен очила, во лето е неопходна и крема со заштитен фактор. Инаку, источниот регион има над 260 денови со високо сончево зрачење и UV вредности кои достигнуваат и до 13. Од тука, заштитата не е потребна, таа е неопходна.